Денеска сакам да информирам дека добивме детална потврда од нашите партнери од Велика Британија за движењето на починатиот во последните неколку месеци. Она што ни беше најбитно. Од епидемиолошката анализа на овие податоци може да се заклучи дека е уште помала веројатноста да станува збор за вирусот на Ебола. Исто така, во овој извештен период добивме потврда од лабораторијата во Хамбург дека материјалот е примет. Пред еден час добивме потврда дека започнате лабораториска анализа на материјалот, а потврдено ни е дека резултатот ќе го имаме денес доста попладен. Сепак, како што најавивме, се до добивање на финална потврда од страна на референтната лабораторија во Хамбург, продолжуваме да постапуваме согласно медицинските протоколи. Сакам да истакнам дека засега во Македонија нема друг сомнителен случај. Лицата кои моментално се наоѓаат во карантин се во добра општа здравствена состојба и не покажуваат никакви симптоми, а особено е важно што меѓу нив нема состојба на паника и покажуваат разбирање за превентивните мерки кои ги превзема здравствениот систем. Уште еднаш сакам да повторам дека иако денеска веројатноста дека станува збор за Ебола е уште помала, ние се надеваме на најдоброто, но сепак како здравствен систем сме подготвени и за спремување со најлошото сценарио. Благодарам. Кога ще бъдат освободени хората в хотела, които са под карантина? Хората в хотела, които са под карантина, кога ще ги освободите? Кога ще бъдат Што добием, кажам дека официјален резултат мора да добиеме лабораториски, иако покрај последните информации за патувањето на пациентот уште сме посигурни дека не се работи за Ебола, сепак како што рекохме, мора да го пречекаме лабораторискиот резултат, ќе го добиеме доцна попладне и ако тој е негативен, луѓето веднаш се пуштат од карантина. Тоа значи дека човекот не во Африка, Тоа значи дека не бил во Ебола. А къде е бил през последните 5-6 месеца? Казахте, че от Великобритания са ви казали къде е пътувал. Податоците ги имаме, тоа се лични податоци, не мора да ги кажуваме каде се патувале. За нас е битно како здравствен систем, како епидемиолози, дека не патувале во земја каде што има Ебола. Ема тоа е никаде, където е. Никаде во тие земји каде што има Ебола. Не само факт. Каде што има случај на Ебола, не само Африка. Тоа е многу битно. Дали тоа значи дека денеска ќе има уште една пресконференција доколку стигнат? Да. Доцна попладне ги добиваме резултати и ќе има една пресконференција. Во хотелот под карантин и најмлад гости, бебенце, каква е неговата состојба? Добро е бебчето, прегледано е, добра е здравствената состојба и се што треба за бебчето дополнително. Значи се опрема дополнителна или храна што е потребна за бебчето се е обезбедено.